100 годишнината од роѓањето на Блаже Конески, УНЕСКО ја запиша во календарот за значајни јубилеи во светот за 2021 година. Тоа е огромна шанса за уште една глобална афирмација на македонскиот јазик, наука и култура, ако се знае дека Конески е кодификаторот на современиот македонски јазик и еден од неговите најголеми чувари и бранители, кои на целиот свет му покажаа дека нашиот јазик е различен од сите останати. Оваа годишнина доаѓа во момент кога Бугарија го негира македонскиот јазик и тврди дека е бугарски дијалект. По повод 99 годишнината од неговото раѓање, вчера се посети неговата родна куќа во селото Небрегово. 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески се случува во време на големи искушенија. Но самиот Конески бил човек кој стамено стоел пред сите предизвици. Затоа, овој јубилеј не треба да го сватиме како еден миг во кој ќе се присетиме на минатото, туку како поттик за мудро надминување на противречностите, за стамено чекорење кон иднината. Инаку куќата на Конески е реконструирана и официјално пуштена во употреба како музеј на 1 август 2005. Главен иницијатор за изградба на овој спомен дом е прилепчанецот Миле Спирковски. Куќата во изминатиот период е посетувана од голем број посетители како од земјава, така и од странство. Но Спирковски вели дека сепак посетата не е на задоволително ниво. Според него, државата треба да донесе решение со кое што за основните и средни училишта ќе се воведат задолжителни екскурзии до Небрегово. Пример кој го спроведувале сите држави кога станува збор за модерните кодификатори на нивните јазици. Спомен куќата во Небрегово, да бидам искрен, најмногу треба да биде посетена од учениците на основните и средните училишта. Нажалост, проблем беше патот, меѓутоа патот е веќе 4 години, е преубав. Посетата, искрено кажано, пак не е на она очекувано ниво. Инаку в година на 100 годишнината од роѓањето на Конески се планира во Прилеп и Небрегово да се организира голема меѓународна конференција.